Добро вечер, го следите Дневникот во 22 часот, во него ке гледате. Градската џамија полна со мигранти, граѓаните им носат хуманитарна помош. Ке се доградува градинката кај зелениот пазар. Се спроведува вториот испит од државната матура. Почина и четвртото момче од страотната сообраќајка. Неколку стотина мигранти секојдневно бараат за солниште во градската џамија за да се одморат од долгиот пат. На несреќните и преморени луѓе, меѓу кои и жени и деца, потребна им е хуманитарна помош. Неколку граѓани сами иницијативно се понудиле да помогнат, но ги повикуваат и другите хумани кумановци да се вклучат во акцијата. И општинската организација на Црвен крст им помагаше на мигрантите делејќи вода на автопатот Куманово-Скопје. Мигрантите денеска на локалните жители им ги продаваа велосипедите, бидејќи со нив не можат да го продолжат патот низ Србија. Стотици мигранти секојдневно доаѓаат во градската џамија за да се одморат од долгиот пат и потоа да продолжат кон границата за Србија. Млади луѓе, но и жени и деца на патот низ Македонија се соочиле со секакви опасности. Раскажуваат дека во нивните држави е опасно да се остане поради војна, па се надеваат дека во некоја од земјите од Европската Унија ќе обезбедат подобар живот. Секој ден скоро 200 луѓе доаѓаат тука и рано наутро, околу 3 до 4 часот заминуваме за Србија. Одиме до Прешево, а потоа со автобус или воз продолжуваме за Белград. Имавме проблеми со македонското население бидејќи сме странци и ни нудеа производи со повисоки цени. Некои од нас беа нападнати од мафија и ни ги земаа парите. Вчера имавме проблем со двајца луѓе кои дојдоа тука и беа во алкохолизирана состојба и нападна еден човек и му ги земаа парите. Ако има повеќе полиција околу џамијата, ќе биде побезбедно за нас. Неколкумина граѓани самоиницијативно се организирале и им помагаат на мигрантите. Тие обезбедили лекарски тим кој постојано им помага на истоштените луѓе кои доаѓаат од државите од Блискиот Исток. Овде има многу дечиња, сакам да апелирам до граѓаните на Куманово, значи само иницијативно, не е нелегално да донесат млеко, влажни марамици, пудри, такви работи за бебиња, пошто има бебиња. Вчера имаше 5-месечно бебе кое замина со неговото семејство, се надевам дека безбедно стигнале во Србија. Денеска мигрантите на овдешните граѓани им ги продаваа велосипедите кои ги купиле во Гевгелија, бидејќи ќе заминат за Србија и тие понатаму нема да им се потребни. Инаку волонтери на општинската организација на Црвен крст во попладневните часови на пункт на излезот на градот делат вода за пиење на мигрантите. Тие раскажуваат дека освен вода, од денеска ќе започнат да им делат и други производи и совети како најлесно да стигнат до границата. Па ние сме организација која кога ќе видим дека некому му е потребна помош, не треба некој да не тера силом. Значи, приметивме дека на вистина ова се одолжи и треба на некој начин да помогнеме на луѓе кога се во неволја. До кога ќе трае не би можел да кажам, најавите се дека ќе има уште поголеми бранови, така да ние ќе сме будни, ќе пратиме состојбата. Доколку измените на законот кои се очекуваат донесат поволности, а секако дека треба да донесат поволности, очекувам дека и овој проблем би се надминал. Покрај Куманово и во Скопје, Неготино и Велес има поставено пунктови кои служат за помош на мигрантите кои доаѓаат од Сирија, Авганистан, Ирак, Либија и други земји од Блискиот Исток. Градинката Славече, која се наоѓа во близина на зелениот пазар во текот на годинава, ќе биде надградена. Се планира да се доградат 600 метри квадратни, со што ќе се прошират капацитетите на градинката, а со тоа ќе се овозможи згрижување на поголем број дечиња од градот. Инвестицијата е со финансиска помош од UNDP. До крајот на годината се планира доградба и реконструкција и на објектот кај градскиот стадион. Се прошируваат капацитетите на градинката Славече, лоцирана кај зелениот пазар. Со финансиска помош од UNDP ќе се надгради градинката, а тоа ќе значи прием на уште поголем број на деца во објектите на Ангел Шајче. Тука имаме можност за доградба и правиме проект заедно со UNDP кој се надевам оваа година ќе биде реализиран. Значи се работи за негде цирка околу 600 квадрати доградба која ќе ги зголеми капацитетите и можност за примање на нови деца во градинката, бидејќи како има потреба од тоа. Градоначалникот најави доградба и на градинката Синоличка кај градскиот стадион, но се уште не се знае дали проектот ќе стартува до крајот на годинава.
Можеби ова година ќе стартува, можеби ќе стартува 2016, зависно од финансиските можности на општината. Има интерес на меѓународната заедница, пошто се што се случуваше во овој период, да ни помогнат, знаејќи дека во каква ситуација и каков политички притисок има општина Куманово од централната власт. Граѓаните уште одамна апелираа локалната власт да преземе активности за изградба на нови градинки, бидејќи за град со повеќе од 100.000 жители не се доволни 6 постоечки објекти. Денес матурантите од сите средни училишта во градот полагаа странски јазик како втор испит од државната матура. Освен англискиот јазик, учениците полагаа руски, француски и германски јазик. Испитот помина без проблеми, а резултатите ќе бидат познати до крајот на месецот. Вториот испит од државната матура, странски јазик, денес се полагаше во сите средни училишта во Куманово. Освен англиски, матурантите полагаа руски, француски и германски јазик. Тестирањето започна во 10 часот. Во процесот на реализација на државната матура беа ангажирани наставници во улога на тестатори и наблюдувачи, представници од институции надлежни за образованието во земјава. Испитниот материјал беше доставен во училиштата изутрина пред почетокот на тестирањето и се враќа во државниот испитен центар по завршувањето на испитот. Купно кај нас полагаат 17 ученика, и тоа 12 англиски, 3 германски и по 1 француски и руски јазик. И прошлиот пат, како и денеска, се оди во најдобар ред. Матурата се одвива и започна на време. Имаме доволен број на тестатори, исто така имаме и резервни тестатори, присуство на представник од Министерство за образование и наука, како и од Државен просветен инспекторат. Се оди во ред. Откако се воведе државна матура, значи кај нас секогаш имаме помал број на ученици кои пријавуваат државна матура, од причини што овде учениците по завршување на средно училиште во главном си бараат работа. Сега, они ученици кои што се и меѓу подобрите и најдобрите и кои што сакаат да продолжат понатаму, само тие се пријавуваат на државна матура, а поголем интерес имаме за завршен испит. Во гимназијата Гоце Делчев 200 ученици полагаа англиски јазик, 16 руски и 5 француски јазик. Во техничкото училиште Наце Буѓони вкупно 276 ученици од македонски и албански наставен јазик полагаа англиски јазик, додека 35 ученици полагаа француски јазик. Со настава на македонски наставен јазик денеска полагат вкупно 120 ученици, од кои што само еден полага руски јазик, останатите полагаат англиски јазик. На албански наставен имаме 178 ученици, од кои што еден полага француски, другите полагаат исто така англиски јазик. Се оди во нормален ред како што е вообичаено. Имаме веќе искуство во спроведување на овој вид на испити и се е добро. На 17 јуни во просториите на гимназијата Гоце Делчев ќе се полага математика, а на 19 јуни ќе се полагаат општообразовните предмети: физика, хемија, биологија, бизнис, историја, филозофија и естетика. Првичните резултати од екстерните испити на кандидатите ќе им бидат достапни најдоцна на 30 дена од спроведувањето на последниот екстерен испит. Кандидатите ќе имаат право на приговор пошто се добиваат конечните резултати. Поставена е заштитна ограда на надвозникот на автопатот Куманово-Табановце во населбата Бедиње, која неодамна беше оштетена во сообраќајна несреќа. Новата ограда е долга 32 метри, а од секторот за урбанизам во општина Куманово објаснуваат дека за таа намена се потрошени 500 евра. Нова заштитна ограда е поставена на мостот во населбата Бедиње, поточно на улицата 11 ноември, која беше оштетена пред неколку дена кога се случи стравот на сообраќајна несреќа, откако автомобил излета од надвозникот, ја проби оградата и слета на автопатот Скопје-Белград. Од секторот за урбанизам при општина Куманово информираа дека поставувањето на оградата е завршено 3 дена по сообраќајната незгода, во која што животот го загубија 4 млади момчиња. Имаше настан, немил, бидејќи имаше тешка сообраќајна несреќа на улица 11 ноември, поточно на мостот на кај Бедиње, кој испод него поминува автопатот Скопје-Белград. Имаше настан на 9:10. Знаеме дека е оштетена заштитна метална ограда на самиот мост во должина околу 32 метри. Оградата е заварена, е поставена цело време од страна на МВР СВР Куманово, имаше сообраќајна полиција и заштита соодветна, бидејќи да не се деси некој друг настан, некој пак да падне од мостот.
Значи, они од страна на МВР СВР имаше 24 часовно обезбедување на мостот. Сега се повлечени луѓето, значи оградата е поставена и е стабилна. Поставувањето на новата заштитна ограда ја чини општината 30.000 денари, а за оваа цел беше ангажирана приватна компанија од градот. Денеска ќе започнат со работа семафорите на крстосницата кај булеварот Октомвриска револуција и улицата Пионерска. Иако семафорите беа поставени поодамна, светлосната сигнализација се уште не проработи. Надлежните проблемот го лоцираат во Советот за јавни набавки. Семафорите на крстосницата на булеварот Октомвриска револуција и улицата Пионерска се уште не се во функција. Граѓаните секој ден се повеќе се загрижени за оваа така наречена црна точка во градот, каде што постојано се случуваат сообраќајни незгоди, независно дали станува збор за нерегулираната крстосница или пак за сообраќајната некултура кај граѓаните. Кога ќе проработи хоризонталната и вертикалната сигнализација на семафорите на Октомвриска револуција на денешната седница на Советот на општина Куманово, праша и советничката Снежана Захариева. Па побарав одговор на две прашања, мощни актуелни во летните месеци. Значи, првото прашање се однесуваше за нефункционирањето на новата светлосна сигнализација на булевар Октомвриска револуција, поточно, значи, Карши Жмара, која што е неодамна поставена, но уште не е пуштена во функција. Прашањето го постави во контекст на се поголемата инциденца на сообраќајни незгоди во летните месеци, тоа е, значи, постојано се случува и сметам дека активирањето на оваа сигнализација ќе го намали бројот на повредените во сообраќајни незгоди. Надлежните со одговор дека до крајот на денов ќе биде пуштена светлосната сигнализација, а проблемот го лоцираат во одолговлекување на постапката од Советот за јавни набавки. Инаку поставувањето на семафорите започна на есен. Тогаш беа проширени улиците и поставена електричната мрежа, но поради временските услови активностите беа прекинати. За поставување на семафорите надлежна беше скопската фирма Electrosoft Engineering, а околу 3 милиони денари беа издвоени од општинскиот буџет. Со профункционирање на светлосната сигнализација надлежните сметаа дека ќе се намали сообраќајниот метеж, а тоа значи и поголема безбедност за пешаците и возачите. Почина и четвртото момче од страотната сообраќајна несреќа која се случи минатата недела на автопатот Куманово-Табановце во населбата Бедиње. 17-годишниот Зијадин И од селото Опое беше тешко повреден и пренесен во болницата во Скопје, откако автомобил БМВ слета од надвозникот на автопатот и удри во цистерна. Надлежните предупредуваат да се почитуваат сообраќајните правила во летниот период и да не се вози под дејство на алкохол. Почина и четвртото момче Зијадин И од селото Опае, кое беше повредено во тешката сообраќајна несреќа која се случи на автопатот Куманово-Табановце на 9 јуни, кога автомобилот БМВ слета од надвозникот на автопатот, а на него налета цистерна. 17-годишниот Зијадин тогаш беше тешко повреден и пренесен во болницата во Скопје. Во несреќата неговите врсници и сопатници од патничкото моторно возило Валјон М и Екзон Ш од Куманово починаа на лице место, а 18-годишниот Исав А од Липково бил пренесен во Кумановската болница, каде им подлегнал на повредите. Страотната сообраќајна несреќа се случи во попладневните часови, кога од непознати причини автомобилот БМВ кој бил управуван од Валјон М, додека се движел по улицата 11 ноември од населбата Бедиње кон центарот на градот, изгубил контрола и удрил во заштитната ограда. Автомобилот слетал на коловозот и удрил во цистерна која се движела по автопатот. Товарното возило изгубило контрола на движењето, ја пробило заштитната ограда и се превртело на спротивната лента на автопатот. 45-годишниот возач на цистерната МТ поминал со полесни повреди. Се поголем број млади лица, особено во летниот период, се жртви или повредени во сообраќајни несреќи што се случуваат на улиците во Куманово. Во изминативе денови зголемен е бројот на сообраќајните несреќи. Оваа го потврдуваат докторите од дитната медицинска помош при здравствениот дом во Куманово. Експертите пак посочуваат дека непријатните настани со трагични последици се резултат на повеќе фактори. Главно е тука младешкиот дух, желба за авантуризам, желба за докажување, нели, која особено испливува на површина во овој период кога се послободни, поактивни и слично. Заедно со, значи, во комбинација со можеби намалено или отсуство на родителска контрола, најчесто се тоа лица и вообичаено со повисок социоекономски статус, некојаш се до тоа гарнирано со присуство, нели, на алкохол. Тоа ви е за жал комбинација за една лоша формула за ваков некој непријатен настан кој и непријатни настани за жал ги има во множина, нели, кои однесува и
млади, значи жртви. Навистина овие денови имаше зголемен број на сообраќајни несреќи со голем број на жртви, значи на ниво на Куманово. Најчесто се тоа млади особи кои имаат силни авта, значи моćни, така да несоодветна брзина и неискуство на самите возачи доведе до вакви загуби на голем број на млади лица. Возачите треба сериозно да ги сватат предупредувањата на надлежните и во летниот период да се придржуваат до сообраќајните правила. На тој начин би ги избегнале несаканите последици и сообраќајниот хаос во градот. Во просториите на СВР Куманово утре ќе се одржи крводарителска акција. Вработените ќе даруваат крв од 9 до 14 часот и се очекува да бидат собрани 50 единици крв. Од Црвен крст Куманово најавуваат дека утре во 11 часот на градскиот плоштад ќе има показна вежба за прва помош. Заврши проектот Е-регион можност за развој во организација на Центарот за меѓукултурен диалог и Европскиот институт во Благоевград. На конкурсот од повеќе идеи беа наградени двајца кумановци за развој на Android апликации за паметни телефони. Со овие апликации се очекува да се олесни животот на населението во прекограничниот регион на Македонија и Бугарија. Заврши конкурсот за предприемачки идеи, што го организираше Центарот за меѓукултурен диалог и Европскиот институт од Благоевград во рамките на проектот Е-регион можност за развој. Денеска беа наградени трите најдобри предприемачки идеи за иновативни и издржливи бизниси, од кои двајца кумановци. Од страна на Центар за меѓукултурен диалог наградивме двајца учесници од Македонија, и тоа Викторија Костадиновска, која имаше предлог за иновативна мобилна апликација за попусти, која би функционирала во рамки на прекограничниот регион со Бугарија, и Николчо Гошев, исто од регионот, пограничниот регион со Бугарија, кој што имаше идеја за онлайн курсеви за нови бизниси и поддршка за бизниси кои функционираат во прекограничниот регион. Целта на конкурсот беше да се поддржат и финансираат иновативните идеи на младите со развој на нови бизнис идеи до подобрување на квалитетот на животот на населението кој живе во прекограничниот регион на Македонија и Бугарија. Конкретно, ние како организација и во наредниот период ќе им даваме поддршка за да дел од овие иницијативи вродат со плод, односно да бидат видливи. Исто така се надеваме дека во рамките на ова прекогранична работка ќе се искористат тие можности кои постојат посебно за младите за да развијат нови и економски активности и заеднички проекти. Освен надпреварувачкиот дел, проектот имаше и едукативен концепт преку кој беа одржани повеќе онлайн обуки за предприемништво и вештини за вработување. На интернационалниот турнир во Штип Ива Димитриевска освои прво и второ место во кадетска јуниорска категорија. Со ниту еден загубен надпревар, пинг-понг клубот Куманово ја завршува во годинешната сезона со успех, вели тренерот Мики Трендафиловски. Неделава заедно со Ива ќе заминат во Босна и Херцеговина, каде ќе се надпреваруваат на меѓународен турнир, а потоа ќе се подготвуваат за новата сезона. 13-годишната пинг-понгарка од Куманово Ива Димитриевска е првак во пионерска конкуренција на ниво на Република Македонија. На интернационалниот турнир Меморијал Борче Кикиритков, кој викендов се одржа во Штип, младата спортистка се надпреваруваше во кадетска јуниорска конкуренција каде што освои златен и сребрен медал. Тренерот на пинг-понг клубот Куманово Мики Трендафиловски вели дека за Ива не постои соодветен противник во кадетска категорија. Во категорија на младинки, односно јуниорки, до финале немаше исто така ни еден изгубен сет, најдена далеку поискусната и постара пинг-понгарка од Крива Паланка, каде во една равноправна борба при резултати кои се менуваат од поен во поен, сите 5 сета се одиграа на разлика, оно што ние спортски да се истакнеме загуби со 3:2 и го освои сребрениот медал. Трендафиловски додава дека во годинешната сезона Ива ќе ја заокружи со голем успех со оглед на тоа што нема загубено ниту еден од 6 надпревари. Според него тоа е голем успех како и за клубот, така и за градот. Во пионерска конкуренција сме државни прваци. Во младинска конкуренција сме вице шампиони на државата. Ива Димитриевска е прворангиран пионер без ни еден изгубен турнир.
Инаку пинг-понгарскиот клуб Куманово во среда заминува во Сараево со репрезентацијата на Република Македонија, каде што ќе учествува на меѓународен турнир. Понад преварот ќе имаат пауза од 10 дена, пошто ќе стартуваат со подготовките за наредната сезона. Времето во Куманово денеска беше претежно сончево и топло. Максималната температура се искачи до 33 степени, а минималната се спушти до 16 степени Целзиусови. За утре се најавува умерено облачно време проследено со дожд и грмотевици, при што ќе има опаѓање на дневната температура која ќе достигне 28 степени Целзиусови, а утринската ќе се намали до 14 степени Целзиусови. Ова беше последната информација во Дневникот во 22 часот. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам добра ноќ.